Здраво, Македонија. Нешто по 18 часот, Сител телевизија, што значи време за листа за 300. Стандардно започнуваме прво со запознавање на тековните надпреварувачи. Знаете дека прво на сцената ги повикуваме, односно во кабината ги повикуваме тековните домаќини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. Што значи? Време е повторно да ги повикам Горанчо и Филип. Повелете. Филип, здраво. Горанчо, здраво. Како сме денеска расположени? Да. Добро, минатиот пат земавме 150 евра, така? Да. Што значи да сме порасположени? Предпоставувам. Друго е. Да не ви се изморивте, толку патот од Прилеп за Скопје. Да, веќе трет пат доаѓате за да учествувате во листа за 300, да се надеваме дека нели ќе има пак позитивен епилог целата работа. Како и да е. Се надевам дека добро си поминувате. Да. Да. Продолжете денеска со вакво успешно темпо. Видете, најдете правата стратегија и тоа е тоа. Да не сакате да додадете нешто? Ништо. Тоа е тоа. Да бега. За таму ги чуваме зборовите, кажи. Па тогаш домаќини, повелете во домаќинската кабина. А за да си продолжиме со денешното издание на листа за 300, сега го мора да ги запознаеме и денешните предизвикувачи. А таа улога им припадна на Оливер и Жарко. Повелете. Здраво, господа. Здраво. Како сте? Одлично. Расположени за игра? Расположени за игра. Колку време помина од последен пат кога се видовме? Пролета. Так, скоро една година. Да. Мислам 4 месеци до... Така. Не фал за 8-9 месеци. Да. Како лета време во... Страх ме повеќе не прашува. Дојде малце понапред, понавам овака. Страх ме да не ми паднеш само од бината зато. Ме фаќа језа кој ќе ги прашам вака надпреварувачите кои ќе ми кажат година, две помина. Леле, како помина, имам чувство како вчера да ми бил во квиз, ама тоа е тоа. Да, брзо. Како сте ми вие? Добри сте? Одлични. Здравието како ве служи? Екстра. Екстра, Ова е супер. екстра, добро е да се надпреваруваме. Така, чим се гледаме тука, Премни. се како што треба така. Да не сакате да поздравите некој нешто, да кажете, да споделите нешто ново ви се случило во животот или? Тоа е тоа. До вас и сите што не гледаат. Поздрав до сите гледачи. Што сите гледачи. Поред, нема да ви го одземам повеќе времето, ќе си правиме муабети во текот на денешното издание на листа за 300. Почувате како предизвикувачи, се надеваме на позитивен епилог, нели? Да се надеваме. И ние. Така е. Што значи предизвикувачи? Ваша предизвикувачката кабина. Повелете, раскомотете се. За да продолжиме понатаму, знаете дека мораме да ги провериме кабините на Горанче и Филип, односно на Оливер и Жарко. Ако функционираат како што треба, си продолжуваме понатаму без никаков проблем. Затоа ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домаќините. Оливер и Жарко, дали се слушаме прво? Одлично. Одлично, супер. Расположени за игра, рековте? Спремни. Но јас морам, пред да почнеме да ви напоменам, ако имаме некаков технички проблем, да ми кажете, да ми сугерирате, ако нешто не е јасно, обавезно да ме прашате. Договорено? Договорено, важи. Сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на нивните противници, односно на денешните домаќини Горанчо и Филип. Дали се слушаме? Да. Одлично. Знаете, вие ако имаме прекин, некаков проблем, ќе ми кажете за да прекинеме веднаш. Домаќини, може да започнеме. Може. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини. Сега, време е да започнеме со денешното издание на листа за 300. Како и секогаш, така и денеска си почуваме со првата лицитација, односно првото надавање. Темата за истото гласи. Зборови што завршуваат на мија. Бараме зборови кои завршуваат со буквите МИА, односно М, И, Ј, А, и кои се содржат во македонскиот дигитален речник. Се прифаќаат сите видови зборови. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, народи и слично. Нешто морам да ви напоменам, а тоа е да внимавате да не измислувате зборови на МИА, кои што завршуваат на МИА, затоа што мора да ги има во дигиталниот, во македонскиот дигитален речник. Рачунајте, ако го нема таму, не можеме да го прифатиме како точен одговорот.
Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнувате ковните предизвикувачи. Во таа улога денеска се Оливер и Жарко. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Оливер и Жарко, која ќе имаме понуда, повелете. 2. 2. Започнуваме со 2. 3. 3. 4. 4. 5. Едно повеќе 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. Нека одговара. Те одговарат? Ајде да видиме, 15 полиња се, не се премногу, но и темата навидум наивна, но ете, не баш толку. Гораче Филип, имате 15 празни полиња тука, кои што треба да ги исполниме со точни зборови, кои што завршуваат на мија. Бидете внимателни, времето е на ваша страна, само што почнавме, што значи имате доста време за размислување, што значи консултирајте се, внимавајте да не направите брзоплета грешка. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Академија. Академија. Така е. Хемија. Хемија. Така е. Биохемија. Биохемија. Барам да видам биохемија дали еден збор. Еден купче. Еден е, така е. Биохемија треточен одговор. Змија. Змија. На кого мислеше кога кажа змија се? На жената до. Тоа е да. Нема да се работи. Нема жал. Змија точен одговор. Знае дека се зезаме само. Армија. Армија. Така е. Вие не им кажуете таму. Академија, хемија, биохемија, змија, армија. Те лесно ко боранија, види. Оливер и Жарко Пандемија. се смешкаат таму. Опа, и се враќаме со пандемија. Нешто што не сакаме повеќе да си имаме, нели, допирна точка, не сакаме повторно да не најдеме затвори по дома. Така е, точен одговор. Леле, ќе ви биде криво кога ќе почнем да ви читам. Мисли, ајде. Помија. Помија, така да. Знаеш ка сега е времето, така? Така е, точен одговор. Поломија. Како? Поломија. Не, не, Пол... Да или не? не, не. Не. Земја. 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 Да. Како земја? Да. Поделено два збора се земи, ја одвоено. Одвоено. Да.
За жал. Вака, леле, Горанчо Филип, знам дека се блокиравте, може би веќе и заморот си го прави своето, трет пат доаѓате од Прилеп за Скопје за листа за 300. Може би тоа влијаеше дека директно од пат сте тука. Сега ќе ви ги прочитам зборчињата, ќе ви биде дефинитивно криво. Тука ги имаме автономија, анатомија, армија, кажавме добро, бигамија, гастрономија, економија, ендемија, епидемија, потоа леукемија, лоботомија, макроекономија, мумија, потоа петрохемија, добро, полигамија, помија, кажавме, премија, таксономија, джамија, шамија, физиономија и така натаму. Знаев дека немаше да биде фер да кажам, но во иднина ова важи за едните и за другите, за вакви зборчиња каде што мене барем што ми успева во овие игри, пробувам да најдам римата. Да направам рима помеѓу зборчињата и така е најлесно да ги најдеш кои се завршуваат од прилика барем на ја, па да ги бараш ија, мија и така натаму. Горанче Филип, се боревте, гризевте, не се дадовте, но тоа е што е. Не сте, мислам, сте биле во ваква ситуација предходно, сте направиле цело се пресврт, што значи не се разочарувајте, но исто таки не се опуштајте. А Оливер и Жарко, паметно одиграно, сакам да ве карам на почетокот дека многу малце надававте, дека лесно ќе помине целата работа, но очигледно опипавте и вие терен, што е како е. Да. Среќата ве послужи и тоа е тоа. Си го освоите првиот поен, но бидете внимателни. Имаме уште една лизитација, да не направиме и таму грешка некоја. Верувам дека сега се повеќе потикнати Горанчо и Филип, нели, да дадат се од себе. Бидете внимателни, но честитки секако за поенот. Ќе кажа пред да продолжиме понатаму да ги прочитам оние зборци кои што не ги кажа моите надпреварувачи, но веќе ги кажав. Што значи сега е време за втората лицитација, онаа лицитација од која и на едниот и на тим и на другиот тим многу им зависи доколку успеат да добијат и оваа лицитација. Оливер и Жарко ќе застанат тука за прв пат во овој циклус на листа за 300 и имаат шанса да успеат убава парична награда, но доколку Горанчо и Филип успеат да добијат оваа лицитација, ќе играме пенали. Повторно ќе кажам, тоа е една од моите најомилени игри кога станува збор за квизот листа за 300. Па затоа да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: општини во Македонија во чие име се содржат буквите Н или Т. Извор, сајтот на ЗЕЛС. Бараме имиња на моментални општини во нашата држава, кои ги има 80 и во чие име ја има буквата Н или буквата Т. Доколку ги има двете букви, таа општина можете да ја кажете само еднаш. Овој услов го исполнуваат повеќе од половината наши општини. Како што реков, 80 се севкупно, повеќе од пола го исполнуваат овој услов да имаат буквата Н или пак буквата Т во своето име. Горанче и Филип, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Оливер и Жарко, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Горанчо и Филип. Ке ве замолам да исклучиме кабината на предизвикувачите, а Горанчо и Филип, кога ќе имаме понуда, да споделиме. 10. 10. Започнуваме со 10. 20. 20. 1. 21. 25. 25. И 6. 26. 27. 27. И 8. 28. 30. 30. 1. 31. 32. 32. И 33. 34. 34. И 5. Едно повеќе, 35. Нека одговара. Да одговара. Овој пат повеќе надававме, за 20 повеќе од претходниот пат. 35 празни полиња за Горанчо и Филип. Ако минатите изданија успеавте да ги надитрите или вашите противници, да одморите, да се регрупирате, што се вика, за финалната тема, денеска не ве оставија на рад вашите противници. Оливер и Жарко по втор пат ви даваат вие да одговарате. Темата е општини во Македонија во чие име се содржат буквите Н или Т. Кога ќе бидете подготвени, започнете.
Арачино. Арачинов. Така е. Шуториз. Шуторизари. Така е. Đorđe Petrov. Ѓорđe Петров. Така е. Центар. Центар. Точно. Терц. Терце. Така е. Тетов. Тетово. Така е. Пласница. Пласница. Така е. Желин. Желино. Точно. Маврово Ростуш. Маврово Ростуше. Точно. Чешиново Блешево. Чешиново Блешево. Да. Така е, 10 точни одговори со Чешиново Блешево. Куманово. Куманово. Така е. Старо Нагориче. Старо Нагоричане. Точен одговор. Ранковце. Ранковце. Така е. Кратово. Кратово. Точен одговор. Крива Паланка. Крива Паланка. Точно. Свети Николе. Свети Николе. Така е. Новосел. Ново село. Точен одговор. Струмица. Струмица. Така е. Валандово. Валандово. И Валандово е точен одговор. Богданци. Богданци. Така е. До 20 стигна уште 15. Неготино. Неготино. Точно. Росома. Росоман. Така е. Долнини. Долнени. Така е. Новаци. Новаци. И Новаци е точен одговор. Битола. Битола. Така е. Ресен. Ресен. Така е. Ајде Кривогаштани. Кривогаштани. Точен одговор. Струга. Струга. Така е. Гостивар. Гостивар. Така е. Илинде. Илинден. Така е.
Сопиште. Сопиште. И Сопиште точен одговор. Уште 4 имаме. Македонски Брод. Македонски Брод. Триесет и втори точен одговор, Македонски Брод. Виница. Виница. Така е. Македонска Каменица. Македонска Каменица. И кој ќе биде последниот по Македонска Каменица? Вевчани. Вевчани. Со Вевчани. 35 точни одговори за изедначување на резултатот 1-1. Браво за Горанче Филип, доста добро ги стрчавте општините, очигледно имаме познавање на оваа тема. Познамо ми се допадна тоа што фативте по региони во твојата глава, си направи мапа некој и добар ред фати, одлично одигра. Налево, Добро, налево, знаеш што си имаш, ете, во меѓусебна консултација сфатив дека си имаш некој план, знаеш што правиш. Браво за вас двајцата, но сега следуваат пеналите. Бидете внимателни. Оливер и Жарко, добра беше стратегијата, може би уште некој да додадевме, да надававме, да. па може би ќе се надевавме дали на некоја грешка на време да ги фатиме тајминг, но тоа е што е, резултатот е изедначен. Следуваат сега пеналите, сконцентрирајте се на тоа. Знаеме, драги гледачи, дека на пенали одговараат напоредно едните па другите, се додека некој не погреши, но секако пред да продолжиме понатаму со пеналите, да пробам да ги извадам оние општини кои што не ги кажа. Сепак кажавме 35 од можни 49 општини кои што во своите име ги содржат буквите Н или пак Т. Сега не знам, Бутел, не знам дали ја кажавме, потоа Валандово, Дојран, Зелениково, Зрновци, Конче, потоа Петровец, Пробиштип, искрено имам проблем, драги гледачи, да ги издвојам. Оне центар Жупа, ете, не го кажа, и така натаму. Имам проблем да ги издвојам оние општини кои што не ги кажа, но секако тимот мој ги спиша тука на екранот за да можете вие да ги прочитате. А сега, време е да продолжиме понатаму со пеналите, а темата за денешните пенали гласи. Држави во чие име втората буква е буквата Е. Бараме имиња на признати држави од Обединетите нации од целиот свет, каде втората буква во името е буквата Е и чие што општо прифатено име е од само еден збор. Имињата ги бараме во наша транскрипција. Од сам старт ќе ви кажам за да не направиме глупост, иако ние сагаме нашата држава, нели? Македонија се пак официјалното име е сега Северна Македонија, но бараме земји од составени од само еден збор. Што значи заборавете името на нашата земја, да. Цел свет? Да. Од целиот свет, само внимавајте да бидат признати држави од Обединетите нации, да не направиме тука грешка од целиот свет, каде што втората буква е буквата Е. Горанче Филип, дали не е јасна темата? Размислувајте има, да не се плаш, да. Оливер и Жарко, дали не е јасна тема? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека на пенали први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. Таа улога им припадна на Оливер и Жарко. Она што треба да бидат внимателни е дека кабините се вклучени во текот на целите пенали и дека може да се слушнат едни со други, затоа да бидат внимателни. А сега, да започнеме. Оливер и Жарко, кога ќе имате одговор, споделите го со нас. Германија. Германија. Така е. Белгија. Белгија. Точно. Мексико. Мексико. Така е. Белорусија. Белорусија. Точно. Летонија. Летонија. Точен одговор. Лесото. Лесото. Така е. Бенин. Бенин.
Така е. Венецуела. Венецуела. Така е. Сенегал. Сенегал. Одлично. Непал. Непал. Така е. Кенија. Кенија. Точно. Перу. Перу. Така е. Морам да бројам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дали имаме одговор некој? Ке морам да се преселам, Оливер и Жарко, кај вашите противници. Горанче и Филип, дали имаме одговор? Белизе. Белизе. Белизе, точен одговор. Горанче и Филип, мора да ви честитам за целосиот пресврт кој што го направивте и за уште едната победа која што ја освоивте. Браво! Оливер и Жарко, одлично одиграно, ви текна во меѓувреме некоја друга, останувате многу малце, 16 се се вкупно. Сега отидовме Африка, Азија, кружок. Да, сега ќе ви кажам уште кои остана. Ќе ги прочитам сите 16, затоа што се само 16, и тука ги имаме. Белгија, Белизе, Белорусија, Бенин, Венецуела, Германија, Јемен, Кенија, Лесото, Летонија, Мексико, Непал, Перу, Сејшели, Сенегал и се надевав на Чешка дека барем ќе му текне на некој од Европа, но за жал не. Уште многу малце остана, не видов колку ги имаме, околу 13 ги имавме кажано, 2-13, што значи остана 2-3 одговора само. Браво, со одлична игра, за жал среќата им се наспомна на вашите противници и тие ќе бидат некои што ќе ми се придружат тука на главната сцена. Знаете дека вратите ми се секогаш отворени, едва чекам повторно да се дружиме. Добро. Горанче и Филип, уште еднаш честитки, а сега е време да ми се придружите тука на главната сцена и да ве соочиме со денешната тема од нашата листа. Дали ќе освоите парична награда, ќе остане да видиме. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Горанче и Филип, по четврти пат веќе ми се придружува тука на главната сцена, што значи ќе ги гледаме уште еднаш во следното издание на листа за 300 по пети пат и последен пат во овој серијал секако. Братите, тоа наредниот пат, да, ја врзавте серијата. Браво, брат. Многу напрезен. До максимум, одлично. Ми се допаѓа. Темата ми е подготвена, но чисто за публика мораме да претрчаме на брзина низ нашата листа, да се подсетиме како стојат таму работите. Таа е составена од 15 празни полиња, кои што сега ќе ги видиме на нашиот екран. Ми работи доколку ми дадете точни одговори на 3, ми дадете 3 точни одговори на дадената тема и ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори колку? 300. 300 евра, така е. Сега да ви ја прочитам темата и да почнеме да одговараме. Имам интересна тема, слушајте вие добро, драги гледачи. Денеска го тестираме нашето знаење на тема. Градови во Европа кои имаат екипи победници во најсилната кошаркарска лига. Бараме имиња на градови кои имаат кошаркарски екипи кои ја освоиле некогашната Лига на шампиони, денес позната како Turkish Airlines Евролига. Од 1958 година па се до 2024. Имињата на екипите не треба да ги кажувате. Доколку некој град има повеќе шампионски екипи, тој град можете да го кажете само еднаш. Горанчо, Филип, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Сега, се е во ваши раце, знаете како тече целата процедура. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Валенсија. Мадрид. Мадрид. Мадрид е прв точен одговор. Барселона. Барселона. Вечете ривали со Мадрид. Да, фан. И така е, точен одговор и за 50 евра. Белгија. Чекај, кој го? Чекај,
Градови трябваш да Града, града. Истанбул, ајде. Истанбул. Кој сме говорени? Како? Не. Не, добро, добро. А? Фенербахче така е. Фенербахче? Да, добро, Истанбул. Истанбул, добре. Така е за 50 евра точен одговор. Продолжуваме па натаму што Да. Да. Ајде, са. Ајде. Белград има мој партизан. Белград. Белград е, да? Ајде, Белград. Белград, Атина. Чи, да. Познати по својата богата кошаркарска култура. Белград е четврти точен одговор. Потоа Атина. 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 Москва исклучени сега. Сега има историја. Атина пети точен одговор. И за 100 евра. Што имат на Лига Рона. Москва. Москва. Така, знам кој ќе сега. Кој? Москва. Што правиме? Точен одговор. Така е за 100 евра. Честити. Да размислам малце. Ајде, размислете, да. Ефес Пилсен. Овие кај се? Ефес, Истанбул. Не се од Истанбул. Долу Ефес. А? Чекай, стој малце, стој. Чекай, стој. Милан. Ајде. Милан. Парис. Парис. Од Парис кој? Сега одиш улево Парис игра. Парис. Од Германија кој беше? Парник. Кој мајк, чекай, кој? Минхен. Минхен. Шо ми? Па Евролига ще игра, градови. Така, да. Ами не само што играш, има освоено. Има своје. Да, внимавајте. Градови во Европа кои имаат екипи победници во најсилната кошаркарска лига. Полека, затоа. Да. Внимавајте. Чекай, од Италија. Не знам. Оди Монако, не знам и ти. Чекай, Минхен, Истанбул има. Од Шпанија. Јас ќе ви кажам да внимавате се. Има освоено, ама не знам кој играч, од Истанбул. Кој? Ефес. Андолу Ефес. Ефес. Ефес од Ефес, не се од Истанбул. Сигурно? Да, град Ефес. Ефес. Минхен не знам бар дали има. Бави, не знам дали има. Друг од Русија, имаш. Рече со Зенит, не. Не знам, нема. ЦСКА Москва, од Русија, најако вир. Да. Чекай, од Франција. Не има никој. Од Франција. Може да има, не знам. Од Италија имаш овие. Италија Милано и... Инако се вика, што играше Верица Стефанов. Јас можам да ви кажам дека уште еден град од бивша Југославија се наоѓа на оваа листа. Покрај Србите кои имаат исто така јака кошарка. Хрватска Задар. Олимпија на време беше. Словенија? Ljubljana? Не. Чекай, Хрватска. чекай, Задар. не. И од Задар. И од поранешната така лига што беше, кој беше Лига на шампиони? Па вајда не знам. И тогаш ова Југопластика Сплит. Минхен не знам, нисам сигурен. Реално и Ефес е така игра. Ајде, Еј, да си ги земеме парите за да не направиме да ги изгубиме, да. Што ви кажа? Ве копка за ме боли, знам. Ефес знам, ама сигурно долу Ефес има све. Ефес, Сплит и... Не Минхен, не ми се верува Минхен. Не. Земете ги парите. Тоа е мојот предлог. Иначе ја ќе ви ги земам. Знам јас кој си. Многу знам, ама не знам има свајно. Валенсија. Валенсија, да. Еј, Русија, Летонија, ова... Басконика, Жалгирис од кај беше? Од кој? Каунас. Каунас, да, Каунас. добро. Каунас. Вижте, две ни фалат. Ајде, Ефес, Каунас. Не, Ефес, чекай. Не знам, од Истанбул се. Каунас. Асте ми, ајде. Жалгирис беа на време јаки.
Ik wil Dat is doen, Georgidis Kaunas, die is. Od Kaunas. Ovdje nema od Od Istanbul se pođe, od Atinas i Panathinaikos i Panathinaikos, Olympiakos, Od Atinas. od Atinas i tije. Od Soulu danas. Горанчо Филип, што правиме? Ajde, Se odkažujemo. Се откажуваме. rizikuvamo. Со околу нас. Бевте на добар пат, но ке ни фалија уште две. Кога сугерирав за од бивша Југославија, убаво си кажа Хрватска Загреб, но потоа Ау, Цибона. ја сменивте Цибона, да. Цибона е така. Но тоа е што е, вака сега ги прочитам, само 19 се наоѓаат А градови Ефес? на оваа листа, не. Тука ги имаме вака. Атина, Бадалона, Барселона, Белград, Болоња, Варезе, Загреб, Истанбул, Канту, Каунас, Лимош, Мадрид, Милано, Москва, Рига, Рим, Сплит, Тбилиси и Телавив. Je ti Split bil? И Сплит, па не го видов, леле стварно. Па добро со Сплит барем нема, ама да не ме работата, да. Zna figuroplastика, дека Тие се трябваше. освојувачите на победници во најсилната кошаркарска лига. За жал, тука спомнавме некои градови кои што не се наоѓаат оваа листа. Телавив. Figuroplastика. Zvani Flavivom. Да. Ta je. Седа. И чутно Пак, ти тек не се со празни раце, со 100 евра земавте. И на моје огромно задоволство ќе се дружиме уште еднаш последното издание на листа за 300. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на нашиот квиз. Секако, останете, опа, Горанчо, чекај. Не ми бегај. Останете во продолжение со програмата на телевизија Сител. И секако, чекајте го следното издание на нашиот квиз. А до тогаш, ве сакаат Марко, Горанчо, Филип и телевизија Сител. Чао!